Сонк очекува нов повик и нова рунда разговори со владата за надминување на разликите помеѓу побараното и понуденото од владата. Изјави денеска за телевизија Стар председателот Јаким Неделков. Ние во секој момент очекуваме да имаме повик од Министерството за образование и наука, да продолжиме тамо кај што сме застанале, да изнајдеме взаемно прифатливо решение во интерес на јавноста, на децата, на наставниците, на министерството. Мора да се најде заеднички интерес за да прекине оваа голгота што за дел од родителите на вистина проблем. Нема деца кај да ги чуваат, меѓутоа и за наставниците е проблем. Седнувањето на маса по втор пат е нова шанса и за едните и за другите, но Неделков вели дека зголемувањето на платата не е клучниот момент разговорите да завршат успешно. Например, колективните договори за основно и средно образование, каде што имаме реално придобивки со нив, меѓутоа не се подпишани и очекуваме можеби во тој дел многу повеќе внимание да се посвети. Секако и динамика на раст на плати за нареден период. Значи, исто и беше тако прашање за 2023-2024 година. Во меѓувреме, со пролонгирањето на штрајкот, Неделков тврди, се зголемуваат и притисоците врз наставниците. Има притисоци, како што рековте, повик до учениците да одат на училиште. Списоци за плати се бара, па дали цела плата ќе се исплати, дали нема се исплати цела плата и така натака. Ние тоа го сметаме за притисок, надлежните го сметаат тоа за редовна нивна обврска во период на пресметка на плати, меѓутоа дефинитивно штрекувачите се плашат и сметаат дека ова е притисок. Штрајкот на наставниците трае веќе 17 дена, а при последните преговори Сонк одби 12% покачување на платите, поради што по притисок на членството штрајкот продолжи.